Дечки, денеска зборувам на тема како да ги препознаеме кои се вистински пријатели, како да препознаеме кои не се баш со најдобра намера. Знаете, некојаш намерата може да биде завиена. Зоран Стојановски, добро вечер. Значи, некогаш намерата може да биде завиена, некогаш може да имате ситуација каде што некој човек ќе ти каже нешто, ама со многу добра намера и ти го чувствуваш тоа што ти е кажано емоционално. Од друга страна, ако имаш ситуација каде што имаш лоша намера, лоша идеја, лоши постапки кон тебе, она што ќе се случи, ќе ти се намали свесноста. Знаете, многу едноставно, свесноста е будност за околината. Сега, разумот, здравиот разум, ни налага да обстанеме ние, но ние не можеме да обстанеме ако при тоа не обстанат и други нешта во нашата околина. Без разлика, дал се цвеќиња, дал се пријатели, дал е бизнис, дал е автомобил, што и да е, што треба да обстане. Кога обстанува, во тој момент ние се чувствуваме убаво. Ако ние допринесеме за обстанокот на луѓето, тогаш велиме дека сме етични. Но ако не допринесуваме за обстанокот на било што, не мора да се луѓе, дрво. Ако не допринесуваш ти за обстанокот на дрво, тебе за природата, гледате сега, така со сите овие небили настани што се случија во Скопје во однос на загадувањето, гледате неетична акција каде што се нарушува здравјето за луѓето, да кажеме, на пример. Кој да и зашто и да тоа се случило, не навлегувам во тоа. Но гледате, она што ќе се случи веднаш е кој го направил, зашто го направил тој, ако го направил некој, ако го направил злонамерно, секако ќе има последици, па може би и ако не било злонамерно, во смисол на тоа дека е загрожен обстанокот на околината. Ако имате луѓе околу вас кои што ви ја загрозуваат вашиот обстанок, тогаш не се најетични тие луѓе. Тие луѓе не се во најдобра состојба, емоционална, духовна, ментална и така натаму. Ние, за да бидеме во добра умствена и ментална состојба, мораме да сакаме да обстанеме ние, но исто така мораме да сакаме да обстане и нашата околина. Ако имате ситуација каде што имате деструкција на обстанокот, тогаш тоа е неетика. Ако имате допринос на обстанокот, тогаш тоа е етика. Сега, кои се добри пријатели? Наједноставно, видите, наједноставно размислете го. Секој човек кој што уништува нешто кое што е добро, тој човек ќе сноси последици, секакви, сопствени последици или легални последици. Тоа дефинитивно ќе се случи. Зошто? Поради тоа што општеството се заснова на таа идеја дека треба да обстанеме и се што е направено во насока на обстанок наш е добро и се што е направено во однос на необстанок наш не е добро. Сега, добар пријател е оној кој што му значи вашиот обстанок и кој што го подкрепува вашиот обстанок. Но ајде сега да размислиме се што значи тоа дека го подкрепува нашиот обстанок. Имате луѓе кои што ќе ви кажат: слушај, ти си за никаде, ти си ваков, ти едно, друго, трето, ама те толчи и те стиска надоле. Само да ви објаснам зошто тоа е не во ред. Прво, не знам, сигурен сте, поради тоа што не сум во мојата канцеларија, моментално лајвот го правам од Охрид и знаете дека во мојата канцеларија има една преубава скала, се вика тонска скала на емоции од филозофот Хабард, каде што ги има рангирано сите тие емоции. Едно тие емоции се вика скриено непријателство. Скриено непријателство е веднаш кај тонот загриженост и страв. Значи, скриениот непријател, тој е загрижен и е исплашен за неговиот обстанок и многу често има даден концепт на размислување дека он би обстанал кога вие не би обстанале. И се гледате, човек не е во најдобра умствена и духовна состојба кога он размислува дека за да он обстане мора други да не обстанат. Гледате, здраворазумноста и самодовербата на човекот функционира на друг начин. Јас обстанувам кога им давам на другите луѓе обстанок. Еден човек кој што има многу висока самодоверба, кој што е многу свесен и кој што не се плаши од другите луѓе, он сака да помогне на другите луѓе да имаат и да помогне на другите луѓе да просперираат, што значи да имаат успех, да идат напред во живота, да доаѓаат до повисоки нивоа
во нивната кариера, во нивниот живот и така натаму. Гледате, тоа може да го направи само човек кој што стварно успева. Гледате, луѓето кои што успеале, ајде така да кажеме, сте виделе луѓе кои што успеале, они затоа што стигнале до успехот, они немаат порив да го оправдаат неуспехот. Сега малку бегам од темата, ама имам цел. Луѓе кои што постигнале нешто, гледате, они немаат причина да зборат негативно. Луѓе кои што не успеале, имаат причина да зборат негативно. А луѓе кои што успеале, немаат причина да зборат негативно. Луѓе кои што не успеале, имаат причина да зборат негативно. Гледате, ако вие консултирате некој човек кој што е успешен, ајде да кажеме сте отвориле бизнес, и консултирате некој човек кој што успеал во тој бизнес, он може ќе ви каже не е толку лесно колку што мислиш, ама е многу убаво, многу е добро. Направи го тоа. Ете, заради тоа што успеал човекот, ги надминал сите препреки до патот на успехот. Ама човек кој што не успеал, он ќе се вади или ќе наоѓи изговори зошто не успеал. Гледате, ако човек успеал, нема зашто да има изговор. Поради тоа што успехот и изговорот не одат еден со друг. Неуспехот и изговорите одат. Кога човек нема да успее, он бара изговори. Зашто? За да ја намали собствената одговорност, за да не биде он крив дека не успел. И сега, што прави тој човек и фактички погрешно прави, ги обвинува околните фактори, не он фактор. Околината е фактор, општеството е фактор, групата е фактор. Не знам, кој да е фактор, ама он не е фактор. Ако сите други се фактори, тогаш ти стварно не си фактор. Гледате, тоа луѓето не го сваќаат. Ако цело време дук е фактор, ти не си фактор. Ама ако не ги правиш другите да се фактор, тогаш ти си фактор. Затоа што ти си фактор, затоа што си причинител. Зборот фактор, ке речете ова е фактор. Што значи тој збор фактор? Значи некој кој што има удел, некој кој што причинува, некој кој што може да направи нешто. Тоа е фактор. Кој ќе рече, тој не е фактор, значи дека нема влијание. Сега, ако секој човек вика, ама знаеш, фактор беше тоа, времето, невремето, топлото, ладното, ова, она, се некоја околина е фактор, тогаш он не е фактор. Ама ако он рече, околината не е фактор, јас сум фактор за мојот успех, тогаш тој ќе успее. Ова зашто го зборам? Поради тоа што кога имате човек кој што дошол до некој ниво на успех и едноставно тој има причина да има самодоверба и сигурност и му е желба затоа што стигнал до таму кај што стигнал да ги покрене и другите луѓе на тоа ниво. Гледате, ама некој човек кој што не стигнал до таму, он има чувство дека ако некој друг човек е над него, дека он нема да се чувства убаво, поради тоа што секој човек што ќе успее над него, фактички му реактивира и го опоменува дека он можел да успее, значи овој нема право да ги окривува другите фактори во околината, поради тоа што гледа сега овој успеа. Сега за да не се деси тоа, за да нема грижа на совест и за да не се освести преку тоа што треба да соочи дека може би не успел поради тоа што не се трудел многу, поради тоа што не учел, поради тоа што не се едуцирал, поради тоа што не бил истраен, он вика, не е тоа причината. Причината е општеството, причината е околината и така натаму. Ако некој друг успее, таму кај што он не успел, он нема се чувства убаво. И за да го намали тоа чувство на неубавост и тоа чувство на незадоволство со сам себе, тој почна да ја го намалува успехот и вреднувањето и постигнувањето на околината околу него. И затоа имате луѓе кои што секогаш удираат по успешни луѓе, поради тоа што не знаат што е успех. Гледате, луѓе кои што се занимаваат со туѓ неуспех, тие се уствари најнеуспешни. Кога имате луѓе кои што се занимаваат со туѓ успех, тие се многу успешни или имаат потенцијал да бидат успешни. Ама луѓе кои што цело време мрчат за како овој не успеал, гледа овој не успеал, тој се сити заради тоа што има кај себе неуспех. Има во самата негова историја ненаправено работи или непостигнато работи што си ги зацртал, кои што си ги сакал, или можеби не ни тргнал да прави работи кои што ги сака затоа што другата негова околина го спречила, како да е, не е на нивото на успех кој што за себе го смета дека е успех, и неговиот успех почнува да бива во тоа да ако е он тука, други ве бидат под него. Ама тоа е погрешно размислување, тоа е став на неуспешен човек, тоа е став на несигурен човек и тоа е став на многу уплашен човек. Тоа е стравот.
Затоа што дел од неговиот страв е, овој ако биде над него, неговата вредност мисли дека е мала. Не сваќајќи дека уствари неговата вредност ќе се зголеми ако он и го помогне успехот на околината околу нив. Ете, ако човекот иде нагоре, го крева успехот на околината околу него, тој човек е шампион. Затоа што сваќа дека тој човек е обстаночен, он ви го дава обстанокот. И тој човек е етичен. Ама ако имате човек кој што сака вас да ве спушти на пониско ниво, тој човек не е етичен. Сега, начинот на кој што тој човек ве спушти е на разни начини. Разбирате, може да имат отворена доминација или може да има скриена доминација. Отворена доминација или има скриена доминација. Има преубава книга од истот филозофот Хабард, се вика Самоанализа, каде што има табела во која што можете според скалата на емоција, кај што се наоѓа човекот, да предвидите 24 работи за даден човек. Гледате, кога имате некој кој што е на скриено непријателство, тоа е фактички штета во вашата околина. Не е конструкција, него е штета во вашата околина. Колку често сте имале ситуации каде што, гледате, луѓето многу често не ни разбираат, поради тоа што не ги владеат многу од работиве за кои што тука изборуваме, а тоа е меѓучовечки релации, меѓучовечки врски. Имате некој човек кој што ќе ве напуни со негативна енергија, кој што ќе ве наполни со себе сомнеш, ќе ве нападнат. Имате многу такви ситуации каде што кога ќе сте во околина на некој човек не ви се седи во таа околина. И кога сте во околина на друг човек кој што не е непријателски расположен кон тебе, не те опоменува, не те критикува, затоа што имате и луѓе кои што цело време ти удираат урана, цело време ураната ти даваат сол, као со навод, ова сакам да те стимулирам да бидеш подобар, а уствари не е тоа вистина, луѓе, гледате. Секој човек, тој што е емоционално интелигентниот човек, он знае која рана ве боли и знае дека не треба да ја стисне. И имате други луѓе кои што ќе ви ја најдат слабата точка, ќе ви ја најдат раната, и они цело време притискаат во таа рана и цело време стават сол на таа рана. Они викаат дека тоа го прават со цел да те поттикнат да ја залечиш раната, уствари не, раната само се зголемува на тој начин и он ве држи цело време под дејство на негативна енергија и на тој начин ве контролира, поради тоа што кога ќе те масакрира, многу може тоа да биде, како да кажам, елоквентно направено, може тоа да биде многу толку завиено, може да биде толку изгледа дека е со најдобра намера, уствари нема врска. Целата намера е да те вознемири, да те направи да се чувствуваш неубаво и да почнеш да се сомневаш повеќе во својата моќ и во твојата способност. Затоа што гледате, кога ќе дојдеш ти во околина на човек кој што е во надпреварувачки дух со тебе, кој што секојаш сака да те команда, кој што секојаш сака да е над тебе, гледате, он цело време сака да те контролира на неубав начин. Да те контролира. Што е контрола на убав начин? Да те воздигне на негово ниво, да те инспирира на негово ниво. Гледате, добрите луѓе, кои што се добри пријатели, они ти инспирираат. Они не ти се залепуваат за нешто да те клюкаат како не чиниш, како не си добар, како си... Зашто? Затоа што прво нема време да се занимава со тебе, ти дал си добар или не си добар, он си ја бутка неговата цел и ти вика, ајде да ти помогнам, дојди со мене на овие ниво, ајде дојди со мене на семинар, ајде ќе читаме оваа книга, зидни оваа книга. Гледате, он те контролира не на начин со тоа што ќе се насочи на тебе да те контролира. Он те контролира на тој начин што те стимулира да видиш негово поведение, кој што е толку конструктивно, позитивно и убаво, да ти речеш, јас сакам да го дам патот што годиш ти. Со самото тоа што си ти во негова околина, ти си стимулиран да прогледаш пат, дисциплина, мотивација, однесување, кој што он го оди. И гледате, он не се занимава со тебе. Ајде да речеме, ова сте вие. Сега, не знам, ова е он. И ова е телефонот. Ова е он, ова сте вие. И се, он иде у директна контрола, ма ова не ти е дова, ова не ти е дова, гледай што прешти, за никаде си, зашто си веков, зашто си веков. Или може тоа да го каже на многу фин начин. Знаеш што? Добар си, ама за тоа колку што се трудиш, мора многу поише да постигне. Знаеш, те гледам се трудиш, ама... ке те биде, вајда. Знаете, мора да може да биде многу суптилно. ја да ги имав твоите пари. Или твоите конекции, ке успех многу повеќе од тебе, ама... Еве ти... И на сите тие конекции, со целото тоа трудење, па те кубуриш некако. Знаете, полека
таква некоја инвалидизација ќе ви даде. Така ќе ве помножи со нула, да се чуди што ти се снашло. И си у конфузија поради тоа што ти го именуваш него како пријател, ама од друга страна немаш пријателска акција. Гледате, кога ќе именуваш некого како пријател и при тоа добиваш непријателска акција од тој твој непријател, ти си у конфузија. Зашто? Поради тоа што не си прогледал да видиш дека уствари дадени луѓе се декларираат како пријатели, ама не се пријатели. Сега, ако ти не ги поврзеш коцките, овој ми е пријател затоа што ги има исправните акции. Овој ми мисли дека е пријател, вика дека е пријател, ама не ги прави исправните акции. Секојаш прави акција за да се чувствам неубаво. Секојаш прави акција за да се чувствам омаловажено. Секојаш прави акција да е он над мене. Секојаш ме споредува со други за да не се чувствам убаво ја. Тогаш правилно именувај го тој дека не ти е баш пријател. Затоа што ако ти затоа што непријателот не го пушташ околу тебе, гледате, тоа е многу убавото. Затоа што конфузијата доаѓа од тоа дека ти си именувал некого за пријател, ама он се однесува непријателски. Немојте да ве залажува етикетата негова дека он доаѓа да ти вика пријател сум ти. Он ти вика дека ти е пријател, ама самото тоа што он се именува како пријател, тоа не значи дека он е пријател. Акциите негови покажуваат што е он. Акциите наши покажуваат што сме ние. Затоа што некој ако е мотиватор или ако е тренер за личен развој, он мора да прави работи кои што се во таа насока. Може некој да вика јас сум мотиватор, ама да не направи ни едно мотивацијско предавање. Извините, ама тогаш не е мотиватор. Човек кој што може би вика ја не сум мотиватор, ама прави мотивацијски предавања, луѓе, тој е мотиватор. Тој е мотиватор, затоа што неговите дела покажуваат дека тоа е тоа. Имате некој човек кој што секојаш ти помага, секојаш е тука за тебе, сака ти слуша, ама може би ти не го именуваш како пријател, го именуваш како познаник, не, тој ти у категорија на пријател. И имаш луѓе кои што ти се декларирани пријатели и цело време ти прават работи позади грб, цело време те инвалидизираат, цело време те стопираат на еден или друг начин, не име кејф нивниот успех, само види му го лицето кога ти ќе успееш. Дал искрено се радува или искрено не се радува. Затоа што на вашите пријатели твојот успех кај нив има искрена реакција. Кај тие што не ти се пријатели има кисела насмевка која што ти ја чувствуваш, ти ја знаеш дека таа е кисела насмевка, затоа што зашто? Па затоа што луѓе изгледа како кисела насмевка. Не гледај, не мисли, гледај. Сега, тоа исто мото од филозофов Хавард вика don't think, look. Не мисли, гледај, затоа што он ќе почне да те замислува, ама твојата несигурност доаѓа од поради тоа што не си ги дефинирал јасно работите, затоа што правиш погрешност на самиот почеток и гледате тоа ве буни. Што буни? Поради тоа што не ја поврзувате причината со последицата. Кога човек не може да ја поврзе причината со последицата, он има конфузија. Сега, ја еднаш го кажав следново на еден лайф. Кога ќе ти е лош денот, ќе дојдеш дома скапан, уморен, не се чувствуваш убаво, направи ретроспектива со кој човек си зборел. Со кој човек влегол во твојот живот. Може да дојде некоја жена која што е многу огорчена. Бла, ова не чини, ќе ви дојде некој на работа. Цело време ви збори за негативни работи, за болести, за кој што му се случило, што видел, колку има ово, она, трето. Цело време ќе ви отруе со негативности. Тој човек може би ви е пријател, не викам дека има зла намера кон вас, но не ве мотивира и не ве контролира на убав начин. Ај сакам ова стварно да ви го објаснам. Човек што ве контролира на убав начин, он ви го покажува патот преку неговото лидерство. Тоа е контролата на убав начин. Ви го покажува патот преку неговото лидерство. Како? Ти кому кажеш еден куп негативни работи, он ќе ти слуша фала и он не допринесува на тој муабет, вика слушај, денеска прочитав многу убава книга. Сакам ти споделам нешто таа книга. Види книгава. Сакам ти ја дам книгата. Дојди со мене. Ќе идеме на еден семинар, таму има човек кој што доаѓа бла ќе збори за убави работи. Сакаш да идеме? Супер. И тој човек следи го. Поради тоа што ти го покажува патот. Ама ти у моментот кога ќе се споиш со негативни луѓе, и со тие негативни луѓе, кога ќе дојдеш таму, знаеш дека ти збореле позади грб кога си бил у ВЦ. Знаеш дека, има некој блок во таа енергија, има блок на неприфаќање.
Гледате, кој имаш човек кој што те прифаќа. Имате луѓе кои што изгледа дека те прифаќа, тие скриени непријатели се такви. Ти изгледа дека те прифаќаат, не ти прават блок, затоа што он сака да влезе во твојот живот. Гледаш, он сака да влезе, сака да се вметне во твојот живот, и кога ќе се вметне во твојот живот, после тоа ти ја прави конфузијата. Тој човек не ти е одбивен. Имаш човек кој што ќе ти покаже дека си му одбивен. Океј, тој знаеш дека не ти е пријател. Океј, тој може да збори за тебе, може да ти подкопува репутацијата, нема попаметна работа што друго да прави, прочем, заради тоа. Сега, тој човек ти е лесно да го видиш, затоа што ја чувствуваш неговата енергија. Малку потешко да ги видиш со овие луѓе кои што ке те земе он под него, кај си ве, едно друго трето, ама гледаш дека тој човек не е емоционално свесен, по други постапки, не по таа. Он те земал тебе кај него. Ама гледаш дека он збори негативно за други луѓе пред тебе, збори негативно за други пријатели. Сега ти гледаш кај си збунет. Тој гест на овој ме зема под своје пријател ми е, не иде со гестот дека он збори негативно за други луѓе. Тоа не иде едно со друго. Ме разбирате? Затоа што не може да биде. Затоа што ако некој човек е на високо ниво на свесност, на високо ниво на енергија, он воопшто нема да си дозволи себе си да ја направи таа грешка пред тебе да збори негативно за некои други луѓе. Се ти го гледаш тоа и сакаш да се сомневаш во тоа што го гледаш. Затоа што си викаш, ама овој видиш убаво ме прифати. Ме прифати од друштвото. Гледаш, ми сеува, сака да искочи со мене. Се цело време искача со тебе, ама ти збори негативно за други луѓе. Ти збори негативно за други, како е вака, како онака, овој. Тоа се случува впрочем многу често на работното место. Ке имате таков некој лик, он е способен да обстане преку интриги. Гледате, он нема друга способност, он не е продуктивен како човек. Затоа што ако е продуктивен, он нема да ги знае сите алапачења и озборувања за колективот. Ама он сите ги знае. Гледате? И сега, цело време она што го прави, изгледа како да е тука достапен, те прифаќа кај тебе, те прифаќа во неговото друштво, да ова, а уствари ти чувствуваш според други параметри дека тоа не е искрено. Сега, луѓе, гледате ги другите параметри. Немојте се залажете која е енергијата кон тебе, гледај енергијата на параметрите, поради тоа што таму влагаш во огин, каде што првично те топли огинот. И после тоа ќе те бутнат огинот и ќе си изгориш ти најмногу, поради тоа што си дошол премногу. Ти си мислел дека тоа е огинче кое што е пријателско огинче, ама тоа е непријателско огинче. Има една многу интересна приказна. И таа приказна е за змијата. Имало змија некоја која што била смрзната. И имало некој човек кој што ја видел змијава дека смрзнава, било ладно, и ја земал змијата, ја ставил во некој пешкир, во некој кеве за да ја стопли, ја донел дома, ја загреал, ја не знам, и дал да јаде, змијава се опоравила и у еден момент го каснала. И човекот ти вика на змијата, вика, ама добро, вика, зашто го направи ова? Вика, ти помогнав кога беше пред умирање. Те земав од ладното, беше смрзната, те стоплив, те наранив, те нахранив. И после тоа ме касна, вика он. И вика на змијата, зошто го каснала кога сите овие добрини он ги направил за неа. Змијата го гледа и вика, да, ама ти, вика, и во моментот кога ме зема, знаеш дека сум змија. Луѓе, тоа е мотото во дадени ситуации. Ги гледате змии околу вас, ама неќете да ги видите дека се змии. Затоа што, кога имаш некој човек што е хронично во твоја околина и ти хронично имаш проблем со тој човек, имаш хронично некоја неубава емоција и хронично се чувствуваш помал во околината на некој човек, тогаш знаете дека тој човек, ако те прави секојаш помал, не ти е најдобар пријател. Ако те прави поголем, тогаш тој ти е добар пријател. Многу едноставно, прост начин. Се чувствуваш поспособен, слободен да грешиш или си згрчен. Ако цело време си згрчен и мислиш да не сгрешиш, затоа што знаеш дека ќе ти се смејуваат, знаеш дека ќе ти направат шега од тоа, која што шега ќе се расчуе одма ќе се расчуе наоколу и така натаму. Она што ќе се случи, тоа споделување понатаму на тоа дека ти уствари си глупав со таа шега и така натаму, тоа не ти е пријателство. Не е пријателство. Пријателство е некој кој што е доволно свесен, доволно одговорен и доволно етичен во себе да знае дека
не е проблем ако некој човек е над него. И дека треба да продолжи, ние сите треба да продолжиме на луѓето кои што се над нас и да учиме од нив, затоа што ако не се восхитуваме и не учиме од такви луѓе, како можеме да напреднуваме? Знаете, секојаш ми било интересно да следам некои друштва каде што ќе имате некој човек кој што можеби има финансии доста. Не се секојаш луѓе, сите луѓе со финансии вакви, да не ме разберете погрешно, имате луѓе кои што имаат многу финансии и се супер луѓе. Како што има луѓе без финансии кои што можда не се добри луѓе. Немаат врска финансиите, него само како обзервација. Имаш некој човек кој што знаете, ај не мора ни да има финансии, он е тој поелитниот од друштвото, ај така да го словам, поелитниот од друштвото е. И он има други луѓе околу него кои што ги третира, ајде како да кажам, кучешки. Гледате, он има другари околу него кои што му се другари за да не е сам. Затоа што такви луѓе, гледате, они не сакаат да се сами, они се плашат од тоа да се сами. Имате многу често луѓе кои што, за да не бидат сами, они ќе викнат околу себе луѓе кои што уствари нит ги поштуваат, нит ги ценат и ги држат околу себе за да му прави друштво, ама кога тој треба да има нешто или треба да пркне, тој не пркне околу него. Зашто? Може би овој има многу пари, ама никако да му даде пари или да го вклучи во сопствениот бизнес, гледате, затоа што овој па другиот е да толку смален, он се смалил. Не дека му е другар му крив. Зашто он е околу него? Он го перцепира другар му. Ако он е на позиција, има пари, е доминантен. Не му сателитиши околу него, затоа што ти кога ќе се околу таков човек кој што нема емоционалната интелигенција при тоа, нема да имаш аер од ништо од тоа. Ме разбирате, ако има дадена таква ситуација, имате аер ако вие се ослоните на вашата способност и на вашите комуникацијски вештини, на вашата способност да креирате и творите. Не е вашата способност или нивна способност да се приближат до човек кој што е способен. Гледате па што се случува сега, имате човек што е способен, ама емоционално не е интелигентен. И околу него имате луѓе кои што не се премногу способни, поради тоа што они се сателити околу тој човек затоа што се хранат од неговиот успех, ама што се случува? Он дозирано им дава. Ето, тој дозирано им дава. Он ќе однесе на пијачка, ќе ги части пијачка. И ќе ги купи со кафе. Он части кафе и пијачка. Ме разбирате, у кафиче, он части. Е сега, ама, што тоа значи? Дека нареден пат кога ќе му требаат, они мора да се појават. Они мора да се појават сега, зашто? И да, замисли тој да рече сега, слушај, не можам ја да идам на кафе, да идам на некој курс, идам на некој семинар, и каже, шо си отишол, кај си отишол, шо глупости, па сега со другиве сателити ќе го исмејува тој што сака да се одвои од тоа друштво, сака да размислува со своја глава, сака да иде напред со собствени напори. И се што се случува, другиве сателити околу него заедно со главново созвездие, главниот човек, он се ќе работат против овој човек кој што сака да мисли со своја глава, ќе му измислат афери, ќе му направат разни дубари, затоа што он сака да се оттрне од контролата на негативната енергија. И тоа е еден пример, например, каде што имате ваква ситуација. И колку интересно, тој човек нема да ги инкорпорира тие луѓе околу него во неговиот бизнис свет. Зошто? Прво, поради тоа што ја сака таа релација на негова доминација. Второ, сваќи он дека овие чим го следат него, дека не се баш најмудри. Да се разбере, зашто го следат него. А они никогаш не успеваат поради тоа што уствари се толку многу доминирани што сватиле дека не можат. И тоа е тажното. Кога имате човек околу вас кој што многу ве чука одозгора и ве клюка и ве супресира, супресија значи угнетување, тогаш она што ќе се случи со вас, ќе станете несигурни во собствената способност, несигурни во собствените идеи, нема да имате свесност и ќе се сомневате во себе многу. Зошто? Поради тоа што физички ве спречува да бидете, да сте, да креирате, да творите, да го имате вашиот живот и да го имате вашиот универзум. И кога имате слободата да бидете тоа и да не му многу мислите, знаете како да има луѓе што барат дозвола за постоење од некој друг член, или во фамилија, или во друштво, или некој бара од жена му дозвола, жена од мажу. Не викам да бидете бунтовници без причина, сакам да кажам, јас треба да живеам поради тоа што ја имам душа во мене, Бог ми дал да живеам, да постојам, да креирам и сакам да го искреирам мојот собствен живот.
При тоа морам да направам добри релации со околината, поради тоа што никој не обстанува сам. Не сакам да пркосам и да ја ќе го правам моево, не ме интересира за ништо други, тоа не е окей пристап. Мораме да помагаме на околината, но никогаш не треба да се запоставиме себе си за тоа што ние го сакаме. Сега, знаете, кога човекот почнува да се променува и кога почнува да прави промени, прво нешто што протестира околината. Ето, околината протестира, зашто? Па затоа што тие се научени да го доминираат него. И се овој кога ќе пркне, кога сака да направи промени, кој кај доста ми ја сакам ја да успеам и он иде напред, околиот вика види го и се смени на полошо. Не се сменил тој на полошо, тој се сменил на подобро. Ама подобро е сега за него. Можеби не е добро за тие што го држат под контрола и тие кои што во суштина се чувствуваат јаки кога другите се доле. Кои имате луѓе околу вас кои што едноставно не сакат, не се надпревар со вас, не морат они да бидат над тебе. Они да имат нешто негативно да го обзервираат кај тебе, ќе видиш од култура и од учтивост, не сака ти го каже тоа. И секојаш имаш некој што, ова ти го кажам, ти го плеска све улицу, ствари он ти стиска на раната намерно. Ја све ова ви го кажам улица зашто ја не сум лицемер. Тоа е оправданието, не сум лицемер. Оствари, не станува збор за тоа, него станува збор за немање на емоционална интелигенција. Како да ти го каже нештото? Ете. А овој другиот, кој што има таа емоционална интелигенција, кој што има таа човечност во него, он вика, добро бе, окей, не ќе ова да му кажам од куртоазија кон него. Поради тоа што знае, он чувствува дека ќе те повреди. Другиот не чувствува дека ќе те повреди, затоа и ти го кажува тоа. И се ако имаш ти човек што не чувствува дека ќе те повреди, он ќе продолжува да те повредува. Многу едноставно. Имаш ли до тебе човек што те повредил 100 пати, он не чувствува дека те повредува. Едноставно биди сигурен во тоа. Иначе он да чувствува дека те повредува и да има осет за тебе, он нема те повредува. Нема те повредува. Очигледно те повредува тој кој што нема осет за тебе, не те перципира. Затоа што премногу е засегнат со себе. Премногу е засегнат со неговите болки, со неговите страдања, со неговите неуспеси, заопшто те мисли тебе. И уствари не те става многу под мислење. Затоа што фиксиран на себе, фиксиран на својот неуспех у суштина, поради тоа што ако е фиксиран на својот успех, он нема да му е толку битно да те спушта. На човек кој што не може да оди напред и кој што е лимитиран и кој што не е многу способен, он ќе ги спушти другите луѓе за да се чувствува успешен. И ако имате таков човек, кој што целата поента му е, он се чувства добро кога ти не си добро, ти ќе изгубиш од некој надпревар, на некој ќе му олесни. Ти нема да добиеш петка, ќе добиеш четврка, он добил тројка, на него ќе му олесни. Затоа што се споредува со тебе. Му олеснува. Затоа што он не го постигнал тој успех. А замисли да каже, браво, супер ти што доби петка. Јас се кучам од четврка, од тројка, од четврка, да ја подобрам. Ама браво, кажи ми како успе да научиш, да немаш некоја техника за учење, можам ли ја да искористам и секоја ти чест за ово. И ако имате таква енергија и такви луѓе околу вас, вие сте среќни. Ама ако имате луѓе кои што нивната среќа ја базираат на вашата несреќа, тогаш не сте во најдобро друштво. Искрено да ви кажам, многу често имате такви едноставни ситуации. Влезени сте во негативна енергија, влезени сте во негативно поле, влезени сте во негативна фреквенција. И кога си влезен во негативно поле, негативна енергија, негативна фреквенција на луѓето околу тебе, немој да очекуваш дека се чувствуваш подобро, поради тоа што нема. Нема. Многу едноставно е. Човек без осет нема осет за тебе. И човек без осет цело време ќе те напне, ќе ти притиска рани кои што за тебе не се добри да бидат притиснати. А ти па поради некоја причина мислиш дека тој човек што 100 пати ти стиснал на рана, мислиш дека 101-виот пат ќе ти стави мелем, си у многу голема заблуда. Зошто некој човек 5, 7, 10, 15, 20, 25 пати ќе ти го направи истото и ти мислиш дека он ќе се подобри кон тебе. Мислиш дека тоа било случајно, мислиш дека тоа било грешка. Луѓе да не се лажеме, грешката може да е еднаш, два пати, трет пат е намера. Не е грешка. Кога некој човек 3-4 пути, 5 пути ќе видиш дека те направил да се чувствуваш помал и неубаво, станува збор за негова намера да го направи тоа. Може да му се случи на некој човек еднаш, два пати грешка, дури кога ќе свати он грешката, ќе се извини и ќе сватиш дека он сватил, овој не ти се извинува, он па те прави будала дека не ти сгрешил. Он те прави будала дека ти си осетлив. Ами многу си сензитивен. Леле, па ти свилен да не си.
Па ништо не смеам да кажам ја околу тебе. Па што да кажеш, да не кажеш, ти све што кажеш е деструктивно. И гледате се, он ќе ве обвини дека си свилен, дека си сензитивен, дека си многу нежен, дека си дури, нели ти да не си нарцис, да не си егоиста? Не, нит си нарцис, нит си егоиста, него тој околу тебе е веројатно тоа. Пори тоа што обично тој ги користи тие епитети за другите. Кој што е он? Тебе тешко ти е на некој да му кажеш нарцис. Он не му е тешко на тебе да ти каже нарцис, ти нарцис да не си. Ти си викаш абе не му кажам овој нарцис, тоа не е убаво така да го кажеш. Нема да го кажам, ни да мислиш дека е нема да го кажеш. Ти не си нарцис. Он ти вика ти нарцис да не си. Да бе. Нешто он те окривува затоа што веројатно он го има тој епитет. Он го има тоа. И он тоа што го има и го чувствува за него, ќе то окриви дека си ти. А овој другиот кој што е сензитивниот, тој има осет што треба ти каже, има осет како да ти приде, има осет како да те коригира. Луѓето секогаш имаат осет како да те коригираат. Точните луѓе точно коригираат. Луѓето кои што не се најточни у перцепција, односно кои што ајде не ќе да искористам неточни, не му звучи тој збор, гледате, јас сега го филтрирам. Тој човек кој што нема баш перцепција, осет и одговорност за другите луѓе, тој не бира зборови. Затоа што да избереш зборови значи да имаш осет за другиот човек. Да не бираш зборови значи дека немаш осет за другиот човек. Може да не избереш зборови еднаш, два пати, три пати, ама цело време ако не береш зборови, тогаш таков си. И такви луѓе имате околу вас и тогаш прашањето е зошто сакате вие да сте околу нив. Гледате, не е идејата да... Идејата е зошто се лепите за такви луѓе, зошто такви луѓе ви се потребни, зошто такви луѓе привлекувате. Зошто сте околу такви луѓе? И јас сум сигурен дека знаете дека тие, ајде да збориме пријатели, за фамилија е малку потешко, знаете. Јавете ми се, ќе ви објаснам како да зборите со луѓе у фамилија кои имате такви за да ја подобрите релацијата. Знаете, на некој човек што ќе ти даде етикета, врати му етикетата нежно. Знаеш што, ти ми кажеш дека сум тоа, го размислував. Не сум тоа. Евете етикетата назад. Знаете како етикети, кога ќе ви наредат етикети на... Знаете оние кои што се со стикери етикети. Врати му етикетата, ама не бурно, љубезно. Ова е за тебе. Знаеш што, ова ти ми кажа пред многу години, бла бла бла, ова за тебе. Знаеш што, ти ми кажа тој тоа. Ја мислам дека не сум тоа. Ова е за тебе. Се што ќе се случи кога ќе ме вратиш етикетата? Прво, ти соочуваш што се случило. Сега, ако не ја вратиш етикетата, он сваќа дека ти си глуп и дека не си видел што он ти прави. Враќањето на етикетата на љубезен начин, не на деструктивен начин, затоа што ако имате бурна емоција, веднаш се знае дека имате и некоја неодговорност, да се разбереме одма. Ама, ако му ја вратиш таа етикета на љубезен начин, знаеш што ја размислав, слушај, ти ме нарече вака и овака, и дури ми каже дека ова ми го кажа со добра намера, ама ја мислам, знаеш што, не сакам да му кажа тоа, не знам дали намерата ти била добра, стварно, ама ја оваа етикета не ќе да ја држам кај мене, затоа што не сум тој тип на човек. Еве ти етикетата назад. Пам. Он што сваќа? Он сваќа дека ти гледаш што он вистински прави кога ќе му ја вратиш етикетата. И она што ќе се случи нема да дојде до тебе. Зошто? Затоа што тој човек не сака да биде околу луѓе кои што веќе го препознале. Тие луѓе секогаш сакаат да бидат околу луѓе кои што не ги препознаваат. Сте видели ли, например, во компании, ќе дојде некој нов човек кој што е некоја титула непродуктивец, ќе се залепи како пијавица за шефот или за директорот или за раководителот. И уствари ќе го оддалечи од сите други луѓе, тој раководител, тој директор, со кој што он претходно многу убава комуникација и релации имал, и ќе го оддалечи од нив и ќе си го земе за него. Уствари шо прави? Сега му прави миење на мозок, затоа што цело време се почнува да му зборува како слушај, остај ги ти нив, гледај како грешат. Сега он ќе му е напуни главата негативно за луѓе со кои што он претходно било многу добра комуникација. Он претходно ќе отишол на доручек со нив, пиел кафе. Сега више не пие кафе, не иде на доручек, дури не збори. И кога збори прекорно. И ти чувствуваш дека он шефот кон тебе развил некој тип на штит и негативна емоција. А зошто? Па ти сваќаш 2 и 2 поврзуваш дека он така се однесе од која дојде тој новиот човек кој што е цело време со него на кафе. Он не иде на кафе више со неговите пријатели,
Зошто? Затоа што цело време со овој на кафе, овој не му дава да иде на кафе, овој е љубоморен. Овој сега го држи него како да му е девојка или како да му е партнерка и цело време љубоморно сака да го оттрне од групата. Сака да го оттрне од тие други луѓе кои што се уствари тие продуктивните. И што се случува? Ќе почне да уништува компанијата, ќе почне да има неубави релации, ќе има неубави меѓучовечки односи. Ама тој се лизни мазни со шефов, он е лизни мазни и со вас. Он не ти се кара тебе. А он да знаеш да, ама он све некоја така добра енергија, а уствари нема баш добра енергија. Ама гледате, никогаш не е отворено људ кон вас. Затоа што не ќе да биде препознаен, затоа што он се плаши да не го откриет. И у моментот кој ќе биде откриен, знаете се, замисли, тој шефот му вика, слушај, ти цело време ми збориш негативно за овие луѓе овдека, а мислам дека ти уствари си малку негативен. Како ја, ама зашто ја? И он ќе се повлечи, две работи ќе се случат. Или ќе глуми жртва, сега он е повредениот. Или второ, ќе се даде отказ и ќе излезе од таа работна група, зашто ќе кажеме една работа и ова го зборевме. Кој ќе дое во работната група, во работната организација, човек кој што е ваков, негативец, најдобрите вработени ќе си одат, затоа што ја губат таа корелација со шефот, затоа што они биле на тоа работно место, ако не се добро платени заради тоа што има добра релација со шефот, и дел од нивната награда била добрата комуникација и релација со шефот. Тоа им било убаво. Сега он кај не е платен, кај више нема добрата релација и комуникација со шефот, кај по овој ги затрул сите, свика што има ја ова да го трпам, си одам. И тој негативецот што ќе му се залепи како пијавица на шефот и на директорот, тој ќе ги избрака недобрите вработени и набрзо ќе ја пропадне компанијата. Затоа што тој човек нема за цел да направи продукции добра енергија. Он има за цел да го одвои шефов со него, за да се сближи со него, ќе станат најдобри пријатели. И тие луѓе ќе видите тој тип на 1.1 на таа тонска скала на емоции, 1.0 е страф, ова е скала на емоции што зборам од филозофов Хабар, 1.0 е страф или загриженост, 1. Не знам колку беше загриженост, страф мислам дека е 0. 1.1 е скриено непријателство. И тие што се на 1.1, затоа што таа скала има од 40 плюс 40 до минус 40 емоции, на нивото 1.1 се наоѓа скриено непријателство, и овие луѓе кои што се на скриено непријателство, кога ќе дојдат до комуникација со тој човек, ќе го исцицаат, ќе го направат целосно конфузен. Тој што ви бил лидер, кој што сте му се восхитували, тој ќе се смали како човек, ќе стане несигурен, ќе стане нервозен, ќе стане љут кон вас и ќе почне да користи погрешни мепи, ќе ве напаѓа вас. Гледате зашто? Затоа што не сваќа дека доаѓа од овој кој што му е залепен ко пијавица. Зашто? Зашто не може да го види, до толку му е пуни главата со глупост и конфузија, да човеков после тоа не гледа. Едноставно прашира му фрлу очи. Кога ќе го направи тоа, и кога ќе уништи таа компанија, он ќе иде во нова компанија. Истата метода е, истата метода. Па после тоа ќе иде на друга компанија. И кога и да тој човек ви даде некој совет, таков човек, бегај до тој совет. Мислам, прво правило треба да ти биде, што и да тој ти вика дека е добро, ти знај дека е лошо. Што и да тој човек ти вика дека е лошо, најчесто е добро. Секако проверете вие сами дали е добро или не, зашто не знам зашто станува збор. Ама тој човек иде во насока на деструкција. Имаш добра идеја, ќе те сруши и веројатно ќе се ја земе за него. Имаш добра идеја, он ќе ти украде и ќе се ја земе за него. Ако имаш лоша идеја, што он знае дека е лоша, ќе рече па добро, пробај. Не се обидувам да те спречи на убав начин. Ајде пробај. Затоа што кога ќе сгреши, виде. Гледате, тоа се луѓе кои што име загадена душата, така да кажам, загадена душата со негативни мисли, негативни емоции кон други луѓе поради сомнеш, односно огорченост, трауми, какви да ги имале од кога и да ги имале од порано, и на некој начин се осветуваат за некои трауми кои што ги имале, кои што не ги справиле самите они. Но вие не мора да бидете мета на такви луѓе. Верујете ми, тие луѓе не се во борба со вас, тие се уште реагираат на некои деца како мали кои што не ги играле сервис, не им играле да играат 5 на 5 фудбалче и така натаму. Тој гнев, таа огорченост и тоа вознемирување што го има од многу порано, го рефлектира и се одмаздува на целото општество околу него и на сите луѓе околу него, поради тоа што сака да врати
нешто кое што му било направено на него, но фактички не сваќа дека вие не сте уопште тој човек кој што му го направил нештото многу порано. Ама не морате да бидете на делот каде што вие ја примате негативната акција и негативната енергија. Размислете соодветно, имате ли човек околу вас кај што целосно ви оди надоле линијата околу која сте околу него и коинцидира со поврзувањето со него. Секогаш имате некоја коинциденција, ништо не е случајно. Некојаш човеков ќе почне да јаде некоја храна, гледа дека не му одговара на стомакот, имаш проблем со не знам што. Цело време гледаш од кај почнало. Почнало од некаде, така мора да почне од некаде. Имаш ситуација каде што цело време се чувствуваш непријатно и не си ти не си ти во твоја енергија. Со кој си почнал да се дружиш, види, може би коинцидира со друштво нечие. Некој дошол во твоја близина кој што не си препознал која му е вистинската енергија и која му е вистинската намера. Ама конфузијата што тие луѓе ви ја прават точно поради тоа што ти го поистоветуваш него дека ти е пријател, уствари ти е непријател. И таа конфузија е првата конфузија која што мора да ја расчистиш. И кога ќе ја расчистиш, љубезно врате му ги етикетите и ќе видиш дека тој човек е се отргне од тебе. И не трчај по него да го вратиш. Затоа што он те држи емотивно, затоа што и ти си врзан со тој човек поради некоја твоја неразрешена емоционална ситуација која што можеби појма нема, можеби тој човек има убав статус, можеби тој човек има убава гардероба, можеби тој човек има убаво друштво. Измислам се примери, ова не мора да е така уопште, ама ти како мал не си го имал тоа. И сега сакаш да почнеш да се впушташ во такви друштва и така натаму. Немој да влагаш у таа замка. Ти си го изодол твојот пат и си дошол на прави нозе, си дошол на здраво ткиво имаш. Ама сега затоа што можеби ти не си бил приман во некои друштва кои што биле поелитни, кои што имале повеќе финанси. Пак ќе кажам измислувам примери, ова нема врска со вас, сигурен сум, ама измислувам. И сега он сака да дојде со овој човек кој што има убава гардероба, кој што се движи во убави друштва и така натаму. Тоа е змијарникот каде што си влегол. И сега кога влезеш у змијарник, очекувај дека ќе бидеш каснат, поради тоа што не си влегол во место каде што има пеперутки. Така да внимавај дека и ти можеби ти одбираш такво друштво или одбираш можеби одбираш таква девојка, можеби одбираш таков дечко. Има зашто го правиш тоа. Треба работа на себе за луѓето да сватат окей зошто се поврзуваат они како магнет за луѓе кои што знаат дека не се добри. Сум видел ситуации каде што имате дечко и девојка и дечко ја малтретира девојка, девојкава е од него за него 100 пати подобре и интелектуално, и емотивно и секако. И она до толку е направена несигурна да она го гледа него како спасител. Таа девојка има многу работа на себе, поради тоа што има дадени минати трауми, работи во нејзиниот живот што се случиле кои што она треба да ги справи, за да може да нема грижа на совест или чувство на болка која ќе се раздвои од него. Она треба да има прво да свати дека и како она успеала со таква енергија и таква позитива и толку добар карактер да уопште да опривлече овој негативниот човек во нејзиниот живот. Или обратно, може дечко да има таква девојка. Ме разбирате? Сакам да кажам, може да имате таков пријател. Зашто уопште мора он да ти е пријател? Ако гледаш дека цело време те оспорува, маловажува, инвализира, деградира и те прави да се чувствуваш помал. Сите луѓе што те прават да се чувствуваш поубаво, подобро и посвој и повеќе во своја кожа се тие пријатели кои што треба и да продолжите да ги имате. Океј, ми беше мило, се гледаме во среда пак и имајте убава недела. Чао, поздрав до среда.